Малигните заболувања се почесто се застапени како кај нас, така и во светски рамки, а представуваат една од главните причини за прерана смрт. Иако има повеќе фактори кои влијаат на појавата на канцер, сепак луѓето се тие што треба да се обидат да влијаат на факторите што се во наши раце. Според истражувањата на експерти за рак, трите најглавни фактори кои придонесуваат за појава на овие болести се дебелината, лошата исхрана и физичката неактивност. Научниците веруваат дека не постои единствена храна која може да го заштити или да го излечи човекот од рак, но со правилен избор на прехранбени намирници во исхраната, составена првенствено од растителни производи, може да се постигне посакуваниот ефект. Минералите и витамините во растителната храна овозможуваат заштита од малигни заболувања. Нутриционистите велат дека на македонското поднебје расте свеж зеленчук и овошје, а тоа се најдобрите македонски производи кои треба да се користат во исхраната. Постарите генерации подобро се хранале, а за жал во денешно време помладите генерации понесоодветно се хранат, за што сведочи зголемениот број на деца со зголемена тежина, зголемен број на дијабетичари и зголемен број на заболени од канцерогени заболувања. Нутриционистката Цвета Динева во едно интервју за Прва Скопска изјави дека кога станува збор за превенција, мора да се работи на едукација на луѓето, што треба да внесуваат, а што треба да одбегнуваат, бидејќи здравиот начин на живот е превенција, а одењето на лекар е да се утврди дали некој е болен од канцер или некое друго заболување. И се вели превенцијата е број 1. Сега, во превенција, за жал се смета она одење на лекар, кога се оди да се види дали некој е болен од канцер на гради или канцер на панкреас, на желудник и така натаму. Не е тоа превенција. Тоа е само регистрирање на дадената болест што веќе се развила во тоа тело. Превенција, или ајде ќе речам предпревенција, е начинот на кој ние живееме. Ние треба да сватиме следно пред. Мора да се работи на предпревенцијата или вистинска превенција е едукација на луѓето како да се хранат, што да внесуваат секојдневно, што да одбегнуваат и ако имаат одреден потенцијал за одредено заболување, точно да се информираат каков треба да биде нивниот начин општо на живење, затоа што храната е 90%. Многу е битно и кога се легува ноќе, кога се станува наутро, дали имаме било какво некое движење, не мора вежбање, движење едноставно да организмот си добие она што му по природа на нешта му следува. Значи, мој апел е конечно сите овие организации да сватат дека треба да ја поврзат тесно храната, начинот на живење, начинот на исхрана со она што им се случува на пациенти. Комбинацијата на лоша храна и немањето физичка активност и зголемувањето присуство на стрес е она што најмногу му штети на човечкото тело. Затоа здравата исхрана е најефикасен начин не само за превенција, туку и за навремен третман на многу состојби во медицината.